Продолжуваме со снимање на видеата од предавањата за ниво B1 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во минатото видео, како што знаете, учевме за идно време во германскиот јазик и тоа за идно време тип 1 и за футуристично сегашно време. Во ова видео, како втор дел од предавањето, ќе учиме за идно време тип 2. А сега да започнеме. На почетокот да кажеме што треба да повторите за полесно да го научите ова видео. Важно е да го знаете глаголот werden, а посебно да го гледате третиот дел од видеото за предавањето за употреба на глаголот werden, каде што зборуваме за употреба во идно време. Потоа, можете да го гледате видеото за пасив во предминато и идно време. Од B1 ниво можете да ги гледате видеата за партицип 2 во минато време, дел 1 и дел 2 видеата, како и идно време во германскиот јазик првиот дел, односно видеото кое се снимаше пред ова видео. Die Zukunft или идно време. Како го делиме идното време? Futuristisches Präsens или футуристично сегашно време е сегашно време, но го користиме кога зборуваме за иднина. Потоа, Futur 1 или идно време тип 1 и Futur 2 или идно време тип 2. Во минатото видео учевме за првите два типови, а во ова видео, како што кажавме, ќе учиме за идно време тип 2, кое е малку посложено во граматиката од претходните. Die Zukunft или идно време. Да повториме накратко какви типови на идно време постојат во германскиот јазик. Futur 1 или идно време тип 1. Ние основно идно време и тоа се користи ако во моментот на зборување идната активност не е започната се уште. Потоа имаме Futur 2 или тип 2, кое го нарекуваме уште и минато идно време или идно свршено време. И ова време ни дава податок дека одредена активност ќе биде случена во одреден период од иднината. И како трет тип, Futuristisches Präsens, ние сегашно време, но се користи за зборување во иднина, па е наречено и сегашно идно време или футуристично сегашно време. Е користење на сегашното време за опишување активност во иднина, како што кажавме. Да видиме на скала каде се наоѓаат овие времиња. Имаме презенс или сегашно време. Пред тоа се перфект, претеритум и плускуамперфект, тоа веќе го знаеме. А после сегашно време, прво следи Futur 2, бидејќи е идно свршено време, а потоа Futur 1, основно идно време. А сега продолжуваме со главниот дел на ова предавање за идно време тип 2. Што е тоа идно време тип 2? Е минато идно време или идно свршено време и дава податок дека одредена активност ќе биде случена во одреден период во иднината, но кога не зборуваме со сигурност.
Да видиме разлика меѓу идно време тип 1 од левата страна и тип 2 од десната страна. Јас ќе го поправам прозорецот, ние реченица во која зборуваме за идно време тип 1. И јас ќе го поправав столот или прозорецот, зборуваме за тип 2, бидејќи зборуваме за идно, односно минато идно време. Како се формира реченица во идно време тип 2? Малку посложено од идно време тип 1. Идно време тип 2, исто како тип 1, го користи глаголот werden. Идно време тип 2 реченицата има 3 глаголи, од кои 2 помошни и 1 главен. Тип 2 реченицата најлесно може да се формира со комбинација на правилата за формирање на реченица од Futur 1 плюс перфект или минато говорно време, или како глаголот werden плюс перфект. Значи, идно време тип 2 се формира со werden плюс перфект. За перфект веќе знаеме. Како се формира расказна реченица во Futur 2, да објаснеме подетално. Кажавме дека најлесно може да се формира со Futur 1 плюс перфект или werden плюс перфект, но во обратен редослед на перфект. Ке видиме во следните минути за што зборуваме. Првиот помошен глагол е секогаш глаголот werden, кој ќе го конјугираме во сегашно време. Главниот глагол ќе ни биде секогаш различен глагол и ќе го конјугираме во партицип 2. За партицип 2 исто можете да ги гледате нашите видеа. И вториот помошен глагол ќе ни биде глаголот sein или haben, зависно од тоа дали главниот глагол ни е глагол кој покажува движење или не. И вториот помошен глагол, за разлика од она во перфект, ќе ни биде во инфинитив. За разлика од перфект, во Futur 2, главниот и помошниот глагол, односно вториот помошен глагол, ги променуваат местата. Да видиме една споредба, најгоре ќе опишиме како се формира перфект, потоа идно време тип 1 и најдолу тип 2. Значи за перфект знаеме дека се формира со помошен глагол во сегашно време, конјугиран, и тоа глаголот sein или haben, зависно од тоа дали главниот глагол ни е глагол кој покажува движење или не. Плюс главен глагол, секогаш различен глагол, зависно од реченицата, кој ќе го конјугираме во партицип 2. Кога сме кај Futur 1 реченица, имаме помошен глагол во сегашно време, секогаш глаголот werden, плюс главен глагол, но овој пат ќе ни биде во инфинитив. Кај Futur 2 имаме комбинација од перфект и Futur 1, и тоа помошен глагол во сегашно време, глаголот werden, плюс главен глагол во партицип 2, зависно од реченицата, и на крај на реченицата имаме втор помошен глагол, глаголот sein или haben, но во инфинитив форма. Да споредиме, значи идно време тип 2 и идно време тип 1, првиот помошен глагол е истиот глагол werden. Второ, на втора позиција ни е главниот глагол во партицип 2, и тоа за Futur 2 и за перфект имаме
исто. И на трета позиција ни е помошниот глагол sein или haben, кој ни е ист за перфект и за футура 2, но разликата е во тоа што во едниот случај е во презенс конјугиран, а во другиот случај во инфинитив. Значи имаме прва позиција werden, што е граматика земена од футура 1. А втора и трета позиција ни е исто перфект, но местата на главниот глагол и помошниот се промениле и помошниот глагол ќе ни биде во инфинитив. Одиме понатаму. Како се формира расказна реченица во футура 2? Да видиме една споредба, каде истата реченица ќе ја формираме во сегашно време, во идно време тип 1, во минато говорно време и на крај во идно време тип 2. Ich lese ein Buch. Јас читам книга. Оваа реченица е во сегашно време. Во идно време тип 1 знаеме како се формира Ich werde ein Buch lesen. Јас ке читам книга. Значи, на втора позиција глаголот werden конјугиран, а потоа на последна позиција глаголот lesen во случајов во инфинитив. Како перфект истата реченица би била Ich habe ein Buch gelesen. Јас имам читано книга. Глаголот lesen во овој случај ни стои повторно на крај на реченицата, но во партицип 2, а на втора позиција ни е глаголот haben, бидејќи глаголот lesen не ни е глагол кој покажува движење. Сега од сите овие три реченици треба да направиме една комбинација за да формираме реченица во идно време тип 2. Ich werde ein Buch gelesen haben. Јас ке имав читано или јас ке читав книга. Да видиме како ја формираме оваа реченица. Глаголот werden како втора позиција го земаме од футура 1. Глаголот gelesen во партицип 2 од перфект и глаголот haben исто од перфект, но на крај на реченицата и во инфинитив форма. Како се формира расказна реченица со негација и прашална реченица во идно време тип 2? Расказна реченица со негација. Исто како за класичните реченици и речениците во идно време тип 1, ке го негираме првиот глагол во реченицата, а во случајов тоа е глаголот werden. Кога сме кај ja nein fragen или кај да не прашалните реченици, знаете кои се тие. Исто како класичните и речениците во идно време тип 1, ке имаме само промена на местото на глаголот и на подметот. И следна прашална реченица ни е од типот на V fragen, и тоа прашална реченица со прашален збор. И кај неа имаме исто како класичните и речениците за идно време тип 1, глаголите нема да ги променат местата, само подметот ќе го промени местото, плюс ќе додадеме прашален збор на почетокот на реченицата. За сите овие правила ќе прочитаме по една реченица за да стани појасно. Расказна реченица во футура 2. Der Mann wird im Regen gestanden haben. Човекот ке имаше седено на дождот. Оваа реченица е во идно време тип 2, класична реченица или расказна реченица. Истата расказна реченица, ако сакаме да ја кажеме со негација, ќе треба да го конјугираме глаголот werden.
па реченицата би била вака. Der Mann wird nicht im Regen gestanden haben. Човекот ке немаше седено на дождот. Како прашална ja nein реченица би било Wird der Mann im Regen gestanden haben. Ке имаше ли седено човекот на дождот. И како V-Fragen би се кажало Warum wird der Mann im Regen gestanden haben? Или зошто човекот ке имаше седено на дождот. Во оваа реченица прашалниот збор ни е Warum. Одиме понатаму. Една варијација на граматиката за Futur 2 ни е дека истата реченица можеме да ја користиме или во перфект или во идно време тип 2. Futur 2 е граматика која ретко се користи во говорниот јазик, па според тоа, таквата реченица може да се употреби како перфект и да го има истото значење. Перфект знаете дека ни беше минато говорно време. Да видиме пример на горната табела во Futur 2 реченица, во долната табела во перфект реченица. Wenn du in der Schule kommst, werde ich schon bestanden haben. Кога ќе дојдеш во училиште, јас веќе ќе имам положено. Како перфект истата реченица би ја кажале Wenn du in der Schule kommst, habe ich schon bestanden. Кога ќе дојдеш во училиште, јас веќе имав положено. Како втор дел од ова предавање, ќе зборуваме за Vorgangspasiv in Futur 2 или пасивна процес во идно време. За пасивни реченици во идно време имаме снимено едно видео, но за идно време тип 2 не обрнавме повеќе внимание, бидејќи за тоа учиме подетално во B1 ниво, односно сега. Како се формира пасивна реченица во идно време тип 2? Слично како активната реченица во идно време тип 2. Активна Futur 2 реченица добива уште еден додатен глагол werden, за да стани пасивна реченица. Futur 2 пасив реченицата според тоа ќе ни содржи два глаголи werden. Првиот глагол werden ќе ни стои на позиција 2, конјугиран во сегашно време, исто како претходно. Но вториот глагол werden ќе го додајме на предпоследна позиција на реченицата, но во инфинитив перфект форма, а тоа е како глагол worden. Помошниот глагол на крај на реченицата ќе ни биде секогаш sein, без разлика на главниот глагол. Значи, ако се подсетете, кај активната реченица ни беше sein или haben, зависно од тоа дали главниот глагол ќе ни биде глагол кој покажува движење или не. Но во пасивната реченица, идно време тип 2, немаме таква разлика, односно секогаш е глаголот sein. Да видиме пример. Активна реченица во идно време тип 2 би била помошен глагол werden во сегашно време, плюс главен глагол во партицип 2, плюс помошен глагол во инфинитив, sein или haben, зависно од тоа дали главниот глагол ни е глагол кој покажува движење или промена на локација. За полесна споредба ќе ги прикажиме вака. Како пасивна реченица ја формираме вака. Помошен глагол werden во сегашно време, плюс главен глагол, секогаш различен глагол во партицип 2. Значи првите два глаголи
ни се исти за активна и пасивна реченица. На крај имаме додатен глагол во инфинитив, но е глаголот sein. Овде имаме само мала разлика од активна и пасивна реченица. И на трета позиција, како што кажавме, краен глагол, глаголот werden, но овај пат во перфект, како worden. Значи може да се забележи дека првиот глагол, вториот глагол и последниот глагол за активна футуацвај и пасивна реченица ни се скоро исти. Мала разлика е во тоа што последниот глагол во едниот случај е sein или haben, а во другиот случај секогаш sein. Во сите овие глаголи имаме само додавање на глагол worden како трет глагол во реченицата. Да видиме некои примери. Од левата страна ќе имаме футуацвај активна реченица, а од десната страна истата реченица како пасивна. Ich werde mein Fahrrad herumgefahren sein. Јас ќе го возев наоколу мојот велосипед. Во оваа реченица имаме глагол werden во сегашно време, глагол herumfahren во партицип цвај и глагол sein во инфинитив на крајот на реченицата. Како пасивна би била Mein Fahrrad wird herumgefahren worden sein. Мојот велосипед ќе беше возен наоколу. Следен пример, активна реченица, wir werden ein altes Möbel gekauft haben. Ние стар мебел ќе имавме купено. Истата реченица како пасивна би била Das alte Möbel wird von uns gekauft worden sein. Ние стар мебел ќе имавме купено. Како активна ни станала сега стариот мебел ќе беше купен од нас, односно пасивна реченица. Со овај пример можеме да објасниме зошто B1 ниво се смета за понапредно и има толку сложена граматика. Во првата активна реченица имаме глагол werden конјугиран во сегашно време. Потоа ни стои субјектот, па глагол кој го конјугираме во партицип цвај. Но бидејќи тој глагол е деллив, ќе имаме мала варијација, па ќе го конјугираме со префиксот g во средината на глаголот. На крај на реченицата ќе ни стои глаголот sein и бидејќи главниот глагол во случајов herumfahren е глагол кој покажува движење, односно промена на локација. Поради тоа ќе имаме глагол sein. Во втората активна реченица имаме глагол werden, исто конјугиран во сегашно време, потоа ни стои субјектот, во случајов мебелот, кој ќе ни има деклинирана придавка пред него, односно altes, за среден род еднина. Ако ја погледниме втората пасивна реченица, може да се забележи дека мебелот има поинаква деклинација, односно alte. Тоа е така бидејќи во втората активна реченица мебелот ни е акузатив и не членува на именка. А во втората пасивна реченица го променува местото, мебелот станува номинатив во реченицата и е членува на именка. Па според тоа придавката поинаку се деклинира. А сега се враќаме во активната втора реченица, каде што партицип цвај, глаголот, ни е конјугиран со суфиксот те на крај, бидејќи зборуваме за правилен глагол. На крај на реченицата стои глаголот haben, бидејќи глаголот kaufen, во случајов gekauft, или купува, како главен глагол во реченицата, не е глагол кој покажува движење. Истата реченица како пасивна, на крај на реченицата не го има глаголот haben, бидејќи пасивните реченици, како што кажавме во футуа цвај, користат додатен глагол на крај кој ќе биде секогаш sein, без разлика дали главниот глагол е глагол кој покажува движење или не.
а кај активните реченици зависи од тоа дали главниот глагол е глагол кој покажува движење. Тоа беше се за идно време тип 2, а сега да прочитаме некои примери за крај. Ich werde diesen Abend Tennis gespielt haben. Јас оваа вечер тенис ке имав играно. Karl wird das Futur 2 gelernt haben. Карл ке имаше учено Futur 2. Mein Mann wird das Fahrrad repariert haben. Мојот сопруг ке го имаше поправано велосипедот. Bis zum Sommer werde ich nach Deutschland geflogen sein. До летото јас кон Германија ке летав. Der Kastenwagen wird sofort gestohlen worden sein. Комбето веднаш ке беше украдено. Ова е пасивна реченица во Futur 2. И за крај, вежба од 3 реченици каде што вие ќе треба да формирате. Обидете се да и пополните глаголите кои не достигаат. Сладкарот ке имаше торта направено. Der Konditor wird eine Torte gemacht haben. Втора реченица како вежба. Возачот ке го имаше забележано прекршокот. Der Fahrer wird die Übertretung angemerkt haben. И последна вежба за ова видео, ние ќе пешачевме во шумата. Wir werden in der Wald spazieren gegangen sein. Се надеваме дека со ова видео го имате научено Futur 2, односно идно време тип 2. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, следете на Instagram и кликнете subscribe на YouTube ако сте нов на каналот. Не заборавајте да го предложите каналот на пријател кој сака да учи германски јазик бесплатно.